сите ние носиме душа која што е поделена или вибрира на иста фреквенција со душа во друго тело. Значи, порано, ја знаете легендата за андрогините, кога едно биле тие две, кога едно суштество било андрогинот, биле маж и жена во едно тело. Кога се поделиле тие, бидејќи сакале да станат Бог и така натаму, а Бог е еден, со Божја промисла поделени се во две тела и кога се поделиле во две тела, душата, половинка, отишла во телото на мажот, односно во телото на жената. Од тогаш, меѓутоа, сите ние имаме душа која што вибрира на сопствена фреквенција. И никој не вибрираме на иста фреквенција како што вибрира другата душа, освен со фреквенцијата со која што вибрираме со нашата половинка. Сега, кога изучувам за енергии, кога изучувам за фреквенции на енергии, космос, сили, хороскопи, значи древни учења, Платон и така натаму, јас наоѓам дека, што наоѓам? Дека тие две души, затоа Платон рекол душата никогаш нема да се смири додека не ја најде втората половина. Да, го има тука. Тие две души никогаш нема да се смират ако не се пронајдат. Што се случува? Ние имаме во нашиот живот кармички врски, имаме сродни врски и имаме врски со душа близнак. Врска, таа е една и единствена за секој од нас. Друга таква нема. И врска со душа близнак. Што се случува? Кармички врски се оние врски кои што ги носиме од претходните животи, носиме некаков терет во овој живот и треба да си го отплатиме кармата. Ако некому ме сгрешиле, тоа не мора да е во партнерска врска. Може да е во пријателска, родбинска и така натаму. Овој пат ќе си го платиме долгот во овој живот. Сродни души ни има многу и такви се луѓето кои што на прв поглед се привлекуваат, па се пријатели, па се роднини, па се родители, па се наши деца и така натаму. Но душа близнак е една и таа душа близнак, ако имаме среќа, ќе ја пронајдеме во овој живот, односно таа душа близнак не мора и да ја пронајдеме, ако претходно не сме се договориле да пред регањето во тело да се пронајдеме. Сега, каква е таа филозофија и како јас го водам сето тоа низ животите на тие души близнаци, треба да се прочита